Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Ближиме кон крајот на 2025-та, всушност уште само 2 дена неделат од испраќањето на старата и дочекот на новата година. Цел декември во знакот на прославите, на моментите кога се радуваме, се опуштаме малку повеќе, можеби многу повеќе прослави, каде што можеби и конзумираме малку повеќе количина на алкохол. Но како влијае алкохолот врз нашето општо здравје и посебно кај луѓето кои што имаат срцеви заболувања? Како влијае алкохолот врз срцето? На оваа тема утрово разговараме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист, кардиолог од приватната здравствена установа доктор Маја Шушлевска. Добро утро, доктор Маја, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Ќе зборуваме за една практична тема, посочувајќи и упатувајќи совети буквално до сите, до целата популација и до здравите и до оние кои што имаат одредени здравствени проблеми, дека и не е така безопасно конзумирањето на алкохол, дури и во умерени количини, ако можеме така да кажеме. Цел декември во знакот на прославите. Претеруваме ли некогаш малку повеќе со внесувањето на алкохол? Па според мене и според она што го користам како информација, нели, во мојата работа и за лична информација, алкохолот веќе добива нова перцепција во светски рамки, медицински рамки, да кажам, бидејќи е прифатен како една општа социјална и социолошка појава, дека е всушност нормален пијалог кој има краткорочен позитивен ефект на нашето однесување и на нашето здравје, и дури нели долги години наназад ние се сеќаваме дека се препорачуваше умерена консумација на алкохол, бидејќи има позитивен ефект, особено црвеното вино, на нашето кардиоваскуларно здравје. Пред се тоа се поврзуваше со ресвератролот, кој е активната полифенолска антиоксидативна молекула која што се содржи во виното. Меѓутоа, ефектите на алкохолот врз целокупното здравје во последниве десетина години детално се утврдува дека се токсични. Всушност, алкохолот представува интоксикант на некој начин, кој ние брзо, кога сме помлади, го метаболизираме, кој сврламе од нашиот систем. Меѓутоа, неговиот ефект контраверзно на еден начин може да биде добар, нели не релаксира, предизвикува еуфорија, не опушта, нели делува релаксантно на нашиот нервен систем. Меѓутоа, од друга страна, долготрајната употреба и онаа употреба ексцесивна, која што е карактеристична за време на викенди или за време на одредени прослави, може да биде и тоа како штетна, бидејќи има многу спектар од негативни последици. И конкретно нели ние денес зборуваме за кардиоваскуларното здравје, алкохолот, меѓутоа морам да кажам дека црниот дроб, мозокот и срцето исто така не помалку страдаат од алкохолот, меѓу другото и од ефектот на алкохолот како карциноген. Значи, особено гастроинтестиналниот систем, од устата до анусот, сите органи се засигнати, бидејќи доаѓаат директно во контакт со алкохолот. Меѓутоа и панкреасот исто така е поврзан со такви малигноми како и дојката кај жените. Така што ефектот на алкохолот навистина, ако детално го разгледаме од повеќето аспекти, може се на се сума сумарум да се каже дека е штетен, да. Значи тоа што не е свесно ни се провлекло нели во нашето живење, еве за нашиот народ, нашиот менталитет е многу типично. Колку пиете алкохол во моите прашања нели со пациентите, и тие ќе кажат па нормално. 1-2 ракијички со салата пред јадење. Така, што е тоа умерено и нормално, дали знаеме границата да ја поставиме, некојаш и кај здравата популација ефектите може да бидат тивки и постепени, ама кај оние со веќе постоечки здравствени проблеми, посебно срцевите, може да бидат таму многу и потребата поригорозни. нели да се дефинира дали и колку има консумација на алкохол, за да може нели да се упати пациентот да му се препорача соодветен начин на живење и однесување, доколку нели сакаме да средиме, да намалиме или да исклучиме некаков проблем кој се појавил, а може да биде влошен заради употребата на алкохолот. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање и на темата која што конкретно ја обработуваме, но и сето она што е од областа на кардиологијата, доколку имате одреден срцев проблем.
Со доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист кардиолог од приватната здравствена установа доктор Маја Шушлевска, зборуваме за влијанието на алкохолот врз општото здравје, но и влијанието на алкохолот посебно врз срцето и кај оние луѓе кои што имаат срцеви проблеми. И ајде еве за почеток, како влијае алкохолот врз нашето здравје? Иако малку начнавме на почетокот, споменавме. Конкретно еве, нели, ментално, психолошки не опушта, не релаксира во првиот момент, во првите малата количина на алкохол, меѓутоа доколку веќе влеземе во зоната на умерена количина, внес на умерена количина, делува депресивно на нервниот систем, значи ја забавува функцијата и координацијата на невроните и делува нели нетерана спиење, имаме забавен говор, нарушена координација, намален вид, така да воопшто нели не успорува. Додека конкретно врз срцето делува на таков начин што го покачува крвниот притисок. Значи тоа е едно многу интересно нешто, нели? Дали алкохолот го покачува, дали смееме да консумираме алкохол ако имаме покачен притисок, на начин што ја интензивира работата на срцето, меѓутоа и го стимулира симпатичкиот нервен систем и стимулира лачење на хормоните на стрес, кортизолот, како и ренин-ангиотензин системот, го зголемува лачењето на ренин. А ренин е она активна субстанца која помага во корекција на на притисокот, значи ги се лачат бубрезите и делува на крвните садови да се стегнат, значи срцето помпа наспроти поголем отпор и се лачи зголемена количина на хормонот алдостерон кој има тенденција да задржи електролити, односно натриум. Значи на двата начини, и со констрикција на крвните садови, и со задршка на волуменот на течности во организмот, во кардиоваскуларниот систем, го зголемува крвниот притисок. Исто така делува дисбаланс, предизвикува алкохолот на електролитите. Стимулира диуреза, сега нели ова контра од зголемувањето на волуменот, не дехидрира, го зголемува аритмогениот потенцијал на срцето, на начин што им се меша, еве вака жаргонски да кажам, на спроводните клетки во срцевиот систем во нивната функција. Ги забавува од една страна, од друга страна делува проаритмогено на клетките кои што сакаат да се вклучат во ритмот. Не кога имаме некакви фокуси, имаме тенденција кон прескоци, екстрасистоли или аритмија или во нашето срце, значи ствара некаков хаос од аритмичка гледна точка во срцето, во предкоморите конкретно. Затоа и алкохолот директно предизвикува предиспозиции и кај оние луѓе кои немаат тенденција да имаат тахикардија, аритмии, значи зголемува веројатноста за аритмии. Значи на таков начин делува негативно врз нашиот организам. Го споменавте дехидрирањето. Тоа значи дека кога се конзумира алкохол, задолжително мора и вода да се внесува? Да, има одредени правила, еве од западната цивилизација, 1, 2 и 3 правила. Например, во еден час да не се внесе повеќе од една алкохолна единица. Вториот час беше да се конзумира нели 2 во текот на максимум во Се не се сеќавам точно како беше во вториот час, меѓутоа некакви усвоени правила за да нема ефект алкохол толку брз, за да може организмот да биде стабилен и да не потпадне под влијание толку силно да може да се извлече, или да не биде засегната свеста. Така што и внесувањето на храна кога конзумирате алкохол. Бидејќи доколку внесуваме алкохол гладни, инфлуксот на алкохол, внесот, апсорбцијата на алкохол во циркулацијата е многу брза и многу брзо навлегува преку тенкото црево, желудникот и тенкото црево во циркулацијата, во црниот дроб и во мозокот. И од таму нели тој директен ефект. Доколку имаме содржина во храната, таа секако дека ќе го успори. Трето, многу е важно каква е нашата општа здравствена состојба, нели како ние можеме да се справиме со алкохолот и дали алкохолот типот на алкохолот, нели дали алкохолот е жесток алкохол или се работи за оние алкохолни пијалаци што се како ликери, коктејли, пиво или вино. Значи сите тие моменти се многу важни во врска со тоа како ние ќе се однесуваме со алкохолот и каков ефект ќе има алкохолот врз нашиот организам. Но се што е во прекумерна количина, веројатно истиот ефект ќе го има. Дали полот, возраста, здравствената состојба, телесната тежина на индивидуата, како и за било кој друг вид на интоксикант, како и да кажеме и за цигарите и кофеинот. И алкохолот исто така, жените и мажите поинаку се однесуваат спрема алкохолот, жените се многу поосетливи и оттаму се и препорачаните
условно кажано препорачаните единици за употреба на алкохол до 2 единици кај мажи и 1 единица на алкохол кај жени. Жените потешко го поднесуваат, поосетливи се во однос на стабилноста на од психолошки аспект во однос на алкохолот, а исто така и канцерогениот ефект на алкохолот кај жените е поизразен. Така, зошто кај некого не прави можеби проблем голем, а некој едноставно не го поднесува и многу се поизразени. Точно, и тоа се случува да еве и самите пациенти или луѓе кажат не, јас не пијам алкохол, не го поднесувам, не можам да пијам, не сум пиел одамна. Тоа е веројатно заради одредени искуства на нетолеранција практично на алкохолот, бидејќи алкохолот како хемиска супстанца, интоксикант, нели која што има психотропно дејство, се метаболизира во црниот дроб на ацеталдехид. И алкохолот и неговиот метаболит ацеталдехидот се директно токсични врз нашето здравје, со тоа што ензимите кои што го разградуваат понатаму ацеталдехидот, кој може да се задржи и неколку денови, 24 до 48 часа во нашето тело, секако се разбира од количината која што сме ја внеле, кај некои организми се успорени. И оттаму, нели, имаме троstruк ефект на алкохолот. Некој организам побрзо го метаболизира и го изфрла од циркулацијата, а кај некои луѓе алкохолот се задржува и токму тој ацеталдехид, кој знае да ги создаде главоболките, нагоните за мамурлукот, практично кажано, се потенцирани. Така, да. Го споменавте високиот крвен притисок. Влијае ли алкохолот на терапијата за висок крвен притисок? Директно некој од бидејќи таа е секојдневна, така како хронична терапија, велиме кога пиеме антибиотици, секој веројатно знае, па колку толку го почитува, не внесува алкохол. Меѓутоа, метаболизирањето на одредени лекови може да се смени под дејство на алкохолот, меѓутоа ние исто така имаме ситуација дека очекуваме резултат од одредена комбинација. Најчесто во праксата се двокомпонентни или трокомпонентни лекови. Оние пациенти кои земаат монотерапија или еден лек имаат обично блага или лабилна хипертензија. Значи тој притисок е почетен, воведен притисок кој може да се врати во нормала, зависи нели од повеќето карактеристики на пациентите. Меѓутоа кога ние сакаме да постигнеме ефект, нели да влијаеме крвните садови да бидат поопуштени, релаксирани и да ја супримираме онаа оскаренин, ангиотензин, алдостерон, што ја спомнав претходно, всушност алкохолот ние го митигираме, го намалуваме ефектот на лековите, така што директно влегуваат во нели колизија алкохолот и лековите. Така што дефинитивно, нели кога имаме еден пациент со хипертензија, дури и во препораките од она конзервативно однесување кое што го препорачуваме, да биде физички активен, да не внесува сол во исхраната, да го регулира сонот, да ја намали количината на алкохол или да ја исклучи количината на алкохол, зависи од типот на хипертензија која што има. Бидејќи ако имаме една напредната хипертензија со веќе последици на кардиоваскуларното здравје, формирање на плаки, окрутување на срцето, здебелување на левата комора, дефинитивно во ваква состојба имаме оштетување на таргет органите и алкохолот мораме да потенцираме дека треба да го исклучиме. Бидејќи нели повеќето пати сме зборувале за долговечноста, во ваква ситуација фактички можностите за долговечност кај тој човек се намалени. Додавањето на алкохол сам по себе уште повеќе ја зголемува веројатноста дека ќе настанат компликации од кардиоваскуларен аспект. Така. Зборуваат ли отворено пациентите кои што ги имаат овие проблеми, така дали висок крвен притисок, дали аритми, дали срцева слабост или ред други, за да прашаат или да применат некои совети, дали смеат, колку смеат, или пак прашуваат ли? Интересно прашање, бидејќи кога ќе го начнеме прашањето, во не знам 80% од времето од прашањата одговарат па да, конзумирам нормално. Колку е тоа нормално? Да. Прашањето беше, мислам, одговорот најчесто е со ракија и салата, меѓутоа еве во последно време кажат не, значи на одредени прослави, да речем за некои специјални ручеци, специјални настани, не секојдневно. Во реалност, навиките нели за нашиот народ, за нашиот менталитет се дека алкохолот е добра работа, добар напиток кој е општо социјално прифатен и не предизвикува штета, и особено кога сме дел од некакви колективни прослави, некакви колективни настани, постои оној притисок, социјален притисок да се консумира алкохол, или чудни сме ако нарачаме. Така, во едно друштво ако сите пијат алкохол, а вие не пиете алкохол, така?
некако како да се издвојувате. Се издвојувате, не припаѓате на групата и се чувствувате лошо поради тоа. А всушност вие веќе сте направиле една добра одлука дека не ви одговара, не го поднесувате алкохолот и тоа треба на некој начин да се вклучи во интегритетот и да се брани. Во традицијата ни е и наздравувањето, а наздравуваме само со алкохол. А можеме еве зошто да не и со нешто друго, така? Ама пуштете ви безалкохолни коктели. Так. Особено нели во еве нашава средовечна генерација да кажеме, кога поминуваме низ некакви транзициски периоди, па имаме проблем со пиење, еве зимскиот период на пример ни фаворизира дома да седиме, а тоа многу влијае да бидеме помалку опуштени. Немаме експозиција на дневна светлина, сето тоа влијае на нашето општо здравје, на расположението на нашиот дневно-ноќен циклус и доколку земеме алкохол да се опуштиме, всушност правиме грешка, а не си правиме добро. Така да подобро е нели да се качиме на водно, таму да наздравиме со чај, или со кафе, или со цеден сок, портокал, или со неприродни состојки кои не освежуваат, не оплеменуваат, отколку со алкохол, бидејќи дефинитивно алкохолот е депресор. И еве уште една приказна, доаѓаат нели секакви профили на пациенти и оние кои се физички многу активни маратонци, баш се сеќавам од разговорот со еден маратонец аматер, еве да кажам, мислам маратонец, повозрастен човек кој трча маратони, го потенцираше низ овој разговор, го потенцираше негативниот ефект на маратонот што го има кога трча. Осеќа голема разлика во своите перформанси, во својата издржливост, нели, кога конзумира и тоа мали количини, не зборуваме сега нели за некакво славење со голема количина на 3 до 5 единици алкохол, нели кога ќе ги прашате колку испивте, па 2 раки, 2 пива или 3 пива, па 2 чаши вино, тоа е една така и мешањето на алкохолот знае да го направи лошиот нели, тоа негативен ефект. карактеристиките и дополнителните супстанции, сулфитите на пример што ги содржи алкохолот, хистаминот, еве да напоменам една тема која интересно, многу од пациентите само иницијативно знаат за така наречената хистаминска нетолеранција. Хистаминот е сигнална субстанција, медиатор, кој што нашето тело го користи во разни имунолошки, тој е имуномодулатор всушност, имунолошки активности како при убот на пчела, убот на воспаление и така натака. Значи тоа е дел од нашиот одбранбен механизам. Меѓутоа, кај одредени луѓе постои недостаток во активноста на ензимот кој го разградува тој хистамин, а хистаминот е убиквитарен, го има во храната, нашето тело го произведува всушност. Кај жените во перименопауза може да настане дисбаланс и внесот на сирење, старо сирење, краставички, кисела зилка и алкохол, особено пенливо вино, го имаат во огромни концентрации и може да предизвика сериозни нус ефекти. Така што алкохолот е дефинитивно на различни на различни начини може да еве да кажам. Само се извинувам што ќе ве прекинам, гледачи, имаме двајца на линија, само да ги чуеме нивните прашања. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро, ве слушаме. Голем поздрав до докторката и до вас. Ви благодариме. И се наубаво во новата година. Исто. Ме слушате, биле? Ве слушаме, да. Мислим, се наубаво во новата година. И на докторката, знаете, вашата емисија многу ја ценам, се убаво да ви биде. Вака сакам да ја прашам докторката за, ја мислим, постара сам негде 75 години, многу сакам да пинуем така виски, пием нели за притисок, за ово оној, пие ми се помалце и кад пинем некако многу сам весела, викам, не знам, викам, дали е тој наарно и така дури почва страда ме фаќа, па викам да не е штетно, друго не пием, ама виски така кад ми замерише малце пинем и сакам докторката да ја прашам за овие вакцини, убаво што доби, ми мислим овие што се, за 2 месеца поминаа, осеќам руката како малце така да ми уште трне. Да не е тој малку тој вискиното што пинуем. Ајде се наубаво и поздрав и сите лоши работи. Ви благодариме за јавувањето. Не прашавме дали е тоа повремено, нели, конзумирањето на виски, ама веројатно. Значи, еуфоријата, која што ја напоменав на почетокот, дефинитивно нели ве расположува, ве опушта, да. Апсолутно. Ете го тој момент на адиктивност на алкохолот. Алкохолот се брои во една од најадиктивни субстанции кои што предизвикуваат зависност. На прво место е хероинот, потоа е никотинот. Значи котира многу високо, е порака до пушачите да бидат свесни, нели, или од оние што сакаат да почнат да пушат. А на трето место алкохолот. Се зависно по кои скали, нели, амфетамините се исто така тука некаде, меѓутоа алкохолот предизвикува зависност.
дефинитивно е убавото расположение со мала количина, добро е ако биде на мала количина, нели? И би препорачала да не биде секојдневна. Нели, оние луѓе кои се возрастни, не знам сега за која возраст беше, на која возраст беше гледачката, не им препорачуваме, нели, ригидни правила сега да, меѓутоа доколку има одредени заболувања, кардиоваскуларниот систем веќе трпи, во тој случај дали да се ревидира, дали да се намали количината, апсолутно не мора да го прекине алкохолот, меѓутоа навиката секојдневно да се опушта, да се замени еве со некоја прошетка, да кажем, или некој разговор. Социјалните аспекти, дружењето, што, нели, исто така не расположува, нели, кога се дружиме. Така. Трнењето на раката после примената вакцина веќе 2 месеци поминале, веројатно не е поврзано со самата вакцина. Претпоставувам за грип станува збор. Не би можела, нели, тука прецизно да се изјаснам, бидејќи различни... Што би можела, каде би можела да се обрати гледачката за да направи преглед? Да, го провери орбитниот столб, нели, трнењето на раката, меѓутоа доколку тегубите се јавуваат, особено има и други придружни тегови, стегање во градите, глад за воздух, гушење, замор, при напор, особено при напор, тогаш да се расчисти кардиоваскуларно. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Имам едно прашање до докторка. Секако повелете. Јас сум пациент на 68 години. Стентиран сум пред 3 години. И последна контрола утврдено е дека има уште едно од 40% запушување од стентот. И сега прашањето е конкретно, ми предлагаат да направам МПС, тоа на патофиза, некое снимање. И сега сум дилема, ми велат нешто, некоја инекција да предизвика стрес на организмот. Дали сум управо, не знам, не се разбира многу, ама сакам прашањето ми е дали тоа опасно. Така да. Ви благодариме за јавувањето, да го слушнеме и следниот гледач, па ќе одговориме на двајцата гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Се исклучи овој гледач, ќе погледнеме реклами, останете со нас до самиот крај, веднаш по рекламите ќе го слушнете советот и препораката на прашањето кое ни го поставивте. Веднаш по рекламите да го дадеме одговорот и советот, така убаво го слушнавте гледачот што значи, пациентот има возраст и веќе стекната или исхемична срцева болест, стентиран, на наутна коронарографија најдено 40% стеснување. Стеснување од 40% не се смета за големо стеснување. Арбитрарно над 70% треба да се реваскуларизира. Што значи тоа? Тоа значи дека ако е артеријата стесната 70 и повеќе од 70, тоа има ефект врз малите крвни садови кон кои таа се разбива и тоа може да доведе до намалено напојување на крв, кислород, нели, кон тој дел од мускулот на срцето. Што се прави во суштина? Со миокардна перфузиона стентиграфија, напредна и одлична метода, се предизвикува фармаколошки врискување на субстанција која предизвикува тахикардија, со која што треба да се испровоцира таа стеноза, дали адекватно ќе одговори, дали ќе стигне крв на таа фреквенција, бидејќи кога срцето работи со зголемена фреквенција, сработи повеќе и треба да да истисне повеќе крв низ организмот, меѓутоа и во самото себе, за да може да обавува работата, да го зголеми нивото на степен на работа. Доколку тоа снимање, радиотрасерот што се става, изотопот, паралелно во циркулацијата навлезе во клетките на миокардот што се снима под гама камера, адекватно, доволно и се види дека нема нарушување на протокот на крвта, во тој случај се докажува дека стенозата не е високо степена, што е, не знам тој што е проценил на коронарографија, ако е проценил дека 40 сама по себе не е висока стеноза, меѓутоа доколку гледачот има симптоми, во принцип добро би било да ја расчисти. Не мора да се прави и со оваа метода која во принцип скапа, може да се направи со стрес ехокардиографија. После стрес тестот може да се веднаш се прави ехо и на ехото се гледа дали има испади во кинетика на срцето. Значи се проценува обемот
на дадена фреквенција, овдека со стрес и екокардиографија со физички напор, нели, како физички стресор се користи, се наблюдува ЕКГ-то како една компонента, еден параметар, а потоа и ехото, и врз основа на тоа се заклучува дали е потребно пациентот да направи коронарографија и стентирање. Така, уште една дополнителна консултација, еден вид консултација од она што му е препорачано на гледачот кој што се јави. Конзумирање алкохол за време на празниците, тој така наречен holiday heart синдром, така? Да. Може да предизвика аритми кај луѓе кои што и претходно немале никакви срцеви засегања. Да, тоа е она што го спомнавме, дека алкохолот предизвикува хаос во спроводниот систем на срцето на повеќе начини, значи што ги забавува нормалните клетки, зголемува капацитет за реентри, значи се меша буквално во функционирањето на спроводниот систем и едно здраво интактно срце, еве кај млади луѓе, нели, од една акутна интоксикација со алкохол, внес на алкохол, што е карактеристично за викенд, нели, или за некаков празник, може да го внесе пациентот во аритмија. Тоа дефинитивно е шок, нели, за срцето, не е добро. И доколку има некакви други предиспозиции да остане во таа аритмија, тоа е вовед во една потенцијално опасна состојба, нели, заради која има проблем пациентот и односно човекот е потребно да, нели, реагира и бара помош да се враќа во синус ритм, што може да се направи спонтано, може да се случи спонтано, меѓутоа може да биде потребно и терапија. Ова зашто го кажуваме, бидејќи доколку се работи за човек кој на некоја одредена возраст, па има и хипертензија, аритмијата ако трае повеќе од 24 часа, носи ризик од создавање на тромби. Хаотичното работење, ова сме го зборувале многу пати, атријалната фибрилација е ризик за мозочен удар кај оние пациенти кај кои трае подолго и имаат дополнителни ризик фактори. Секој човек е уникатен, нели? Дури и кај помлади луѓе, доколку има тенденција за тромбофилија, нели, генетски предиспозиции, оние фактори кои што се одговорни за прокоагулантни или антикоагулантни услови во крвта, во вакви услови на атријална фибрилација може да се случи да создадат тромби или микротромби. Така. И кај оние кај што во моментот ќе се појави, нели, после конзумирањето алкохол аритмијата, кај некого ќе се повлече, ама ако тоа во текот на годината или периодите почесто го практикувате, веројатно ќе ве воведе во една посериозна состојба, така? Точно, значи се навикнува срцето на тој така наречен патерн или, нели, патека, начин на однесување. Што тоа е всушност ни е тенденцијата кога пристапот, кога ќе ни се појави пациент независно дали од алкохол или од друга причина аритмија, веднаш што е можно побрзо да ги коригираме факторите кои довеле до аритмијата и предиспозициите на самото срце, ако например тоа срце кој има проблем со залисток. Че веднаш делуваме на сите фактори и директно со антиаритмични лекови. Зошто? Затоа што сакаме што е можно побрзо срцето да го вратиме во синус ритам, да не памти, нели, да не го памти. А памти колку алкохол така низ годините се внесува? Па да, се памти, се ни е запишано во нели во гените. Организмот дефинитивно памти. Значи, ја има таа меморија, дури и епигенетиката која што ние наследуваме од мајката, од незиното однесување додека сме во матката, тоа однесување, нели, генетски може да го запамтиме. И да напоменам исто така дека алкохолот има и епигенетски ефект, значи влијае на експресија на одредени гени кои што може да има негативен ефект врз нашето здравје. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав прво и да ви честитам новогодишните божичните празници. Благодариме и ние исто ги возвраќаме честитките кон вас. Благодарам. Едно прашање во однос на синот, на возраст е од 45 години и има еден ритуал, подолги години го практикува тоа, имено за ручек практикува обавезно задолжително салата со една чашка ракија од 35 до 40 мг, до 35 мг е количината и евентуално ако е соодветен ручекот и по една чаша вино 200 мг црвено претежно. Во однос на кардиолошки проблеми нема, притисокот му е 120 со 80. Меѓутоа ме интересира дали ваков ритуал смета користи на здравјето на по срцето и по воопшто по здравјето. Да. Значи го практикува подолг период, а инаку вон тоа воопшто не консумира алкохол надвор од тој ритуал што го практикува. Дали е секојдневно ова што го кажувате? Да, чашка ракија секојдневно со салата
И ако ручекот е соодветен одговара вино трпи, и чаша црвено вино. Во тој случај една чашка вино 200 милилитри. Ви благодариме за јавувањето и за прашањето. 200 милилитри, сега тоа не знам која количина на алкохол е. Убаво би било да проба да го смени ритуалот. Еве, например, дали за да видиме дали имаме елемент на психолошка и физиолошка зависност. Дали мора тоа да биде со една чашка алкохол. Ете го, тоа е тој момент што мислиме дека ни треба алкохол за да ни го разубави ручекот, нели да се опуштиме да не биде убаво. Па еве после тоа е вино. Дали мора, дали некогаш па не ни се пие кисела вода, да кажеме, или некој цеден сок, се зависи нели од ручекот. Тоа е таа страна на алкохолот која сакаме да ја продискутираме, дека не навлекува, просто кажам, дека мислиме дека се навикнуваме и едноставно потоа салатата без чашка ракија нема не да можеме, нема да ни вредност. Салатата. Во принцип, нели не би можела да кажам само врз основа на овие параметри каков е далеко сежниот ефект, меѓутоа убаво би било да види дали може да го прескокне тој момент, нели дали барем да не биде секојдневно, така велиме од се што се одвикнуваме не можеме граница веднаш така да поставиме. Зошто алкохолот не е храна? Зошто да биде не е вода? Како што водата не е потребна секој ден, па да мораме да ја консумираме. И еве да напоменам, во една статија прочитав дека во последните 10 години во однос на виното не постои вино во Европа кој што не содржи пестициди или некој распаден продукт на пестициди. Значи, на другата страна, околу комерцијализацијата и колку всушност перцепцијата за виното како нели пијалок на долговечноста, нели извор на ресвератролот. Посебно велиме жените, така? Да, мала количина на црвено вино е добро колку е безбедно, а колку е комерцијализирано, колку е веќе оддалечено од природата. Ние всушност сметаме дека нели на таков начин сме поблиску до природата, користиме продукт виното е, ама тоа како се произведува. Сега да не ме нападне винарската индустрија. Така, ама секако мораме да го споменуваме. Доктор Маја, алкохолна кардиомиопатија, така кога срцевиот мускул веќе ослабнува, влие на неговата. Да, значи прекомерна употреба, долготрајна, хронична употреба на алкохол, особено кај предиспонирани особи, значи некој од нас носат и гени и за кардиомиопатија, па ако се направи или таква комбинација, дефинитивно алкохолот може да направи деструкција на миоцитите. Рековме дека има депресиран ефект врз сите клетки, вклучително и миоцитите, клетките на миокардот, во смисол на тоа што создава оксиданти. Значи создава тие реактив оксидатив спиши, значи тоа се нецелосни молекули кои всушност реагираат со молекули во клетката и ја уништуваат. Реагираат со митохондриите, интерферираат во продукција на аденозин трифосфат која е молекула на енергија во транспортот на електрони. Ние кога старееме, внесуваме ресвератрол, коензим Q10, за да ова го намалиме, да го зголемиме потенцијалот за продукција нели на аденозин трифосфат, да им дадеме енергија на клетките. Алкохолот директно интерферира и тоа го поништува. Влијае на метаболизмот, на функционалноста на митохондриите, на нивна фрагментација, директно се врзува со ДНК-то, значи со нашиот генетски материјал. Предизвикува повреда, предизвикува инфламација, предизвикува сигнализација, клетката побрзо програмирано организмот да ја уништи, апоптоза. Така што алкохолот е интоксикант кој има негативен ефект на клетките на срцето при хронична долготрајна употреба и може да биде основ за кардиомиопатија, која е дури и реверзибилна доколку алкохолот се исклучи на време. Се колку ќе биде таа реверзибилна, може да го извлече пациентот од лоша прогноза на срцева слабост, која што знаеме дека се карактеризира нели со проширување на срцето, со намалување на истисната моќ или со едно општо слабење на организмот. Така да. И посебно е сериозно и опасно на еднократно, односно внесување на алкохол, така или конзумирање алкохол, кога за краток период внесуваме многу голема количина, времето толку ни дозволува една порака во кратки црти како да си ги поминеме празниците убаво, а сепак да конзумираме и алкохол во умерени количини, ето тоа храна, правило, не повеќе од еден алкохолен пијалок во еден час, да не бидеме гладни, нели умерено, нели постепено да уживаме во алкохолот, да не се обидуваме алкохолот да го користиме нели за нешто што не е реално. Всушност и појавата на
алкохолизам, прекумерна или во полесна или потешка форма представува бегство на некаков начин. Така, да не бегаме, да уживаме во животот. Постојат многу опции во мали количини, во одредени настани, реално, макар што и тоа еве морам да го спомнам, последните препораки се дека не постои безбедна доза на алкохол. Зависи нели кој ја пие, во какви услови ја пие. Така да. Ви благодарам за гостувањето, ви ги честитам новогодишните празници, се гледаме во новата година. Јас ви посакувам среќна и успешна нова 2026 година. Така, ви благодарам, а благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.